Одиме повторно, со помалце потреси, сега тука ми е поубав патот така, можеме да не правиме пречки во нашата дискусија или монолог да не правиме. Одиме понатака со фактите. Значи, првиот факт е дека вкусот е генетски детерминиран. Значи, секој од нас е роден со преференции да сака сладко и да не сака горчливи храни, кое што е заедничка одлика на сите луѓе. И меѓутоа има нешто кое што не одвојува, а тоа е различните, значи, преференции кон, односно различните афинитети пак кон одредени видови на храна. За сладкото и горчливото знаеме дека тоа не е заедничка карактеристика. Некои од нас освен тоа што генетски го имаат, нели, како за да може да го манифестираме тоа што генетски сме го наследиле од нашите предци, треба да стигнеме во контакт со храната. Сега, кога станува збор за преференциите на едно детенце, најбитно се и покрај тоа што ќе се соочувате со зборот не, карактеристично е дека дечињата на возраст од 1 до 2 години се соочуваат, односно експериментираат. Значи, големо влијание има психоемоционалниот развој нивни со изборот на храна, бидејќи експериментираат со зборот не. И најчесто го користат, сакаат да ја осознаат моќта на зборот не, и тоа го користат најчесто кога треба кога им се нуди некаков избор, а најчесто во врска со храната, и не само со храната, и со сите останати работи. И сега, ако ние сме свесни за тој факт, се разбира дека не треба да притискаме ако одбива да јаде боранија и упорно и да го правиме со сила, па да пикаме храна со сила и упорно да го тераме боранија, бидејќи ќе направиме нешто многу полошо. Прво, одбивност кон таа храна, и второ, ќе го потенцираме периодот и ќе го пролонгираме периодот во кој што, нели, зборот не ќе стане основен избор во нивниот речник. Веќе до 6 годишна возраст некаде, преференциите се сменуваат и децата се отвараат кон нови вкусови искуства, значи стануваат расположени да вкусат. Во овој период, од кој ќе почнат да се соочуваат со храната, освен тоа што треба да ги пратиме нивниот психоемоционален развој, треба да го пратиме практично и оној момент дека детето треба да има искуство со храната на различни начини. Значи, прво, да не ги прескокнуваме развојните периоди, во смисла периодот за цуцла да не го форсираме дека треба да јаде храна тврда, па да јаде после тоа сецкано, па мелено, па и така натака, нели, измиксирана храна, значи, и битно е да имаат искуство. Значи, ако ние гледаме дека некоја храна не ја јаде детенцето, не треба да престанеме со сервирање на таа храна, а најбитно од се, научно докажано е дека треба да се соочува, но и да гледа пример. Не само од научните истражувања кои што се правени со новородените на мајмуни, вика новороденото мајмунче никогаш не може да пројаде храна, одреден тип на храна, ако не гледа дека ја гледа мајмунката дека јаде. Истото важи за луѓето. Така да, најдобриот пример за вкусовите карактеристики, колку и да ви изгледа дека тоа е невозможно, ако вие јадете риба, и ако детето тоа го гледа, ако вие јадете овошје, и ако детето тоа го гледа, колку и да е периодот не нагласен и колку и да трае, на крај тоа преминува во една начин на однесување, затоа што постојано се сервира храната на маса и постојано има прилика да гледа како родителите го прават и детето ја прифаќа. Значи, дозволете му да има искуство, да ги почувствува во раце, да ги здроби храните. Дајте му на детето да се соочи и одреден период ќе го видите ефектот. Ако вие го седнете и го фатите за раце и пикате со сила, мора да јадеш боранија, мора да јадеш јаболко, мора да биде овој, го пикнеш, со сила му даваш во уста, гаранцијата за неуспех е
100% во врска со храни. Се дружиме друг пат. Денес мислам дека беше доволно толку. А вие ќе ми кажете која тема ви е интересна за дискусија, ќе ми напишете. А јас ќе се потрудам да ја